Сонце, прва специјалистичка биохемиска лабораторија во Македонија. Околу 900 семејства во Охридскиот регион живеат на работ на сиромаштијата и секојдневно се борат да ги задоволат основните животни потреби. Со растот на цените и економската неизвестност, се поголем број граѓани се обраќаат за помош до Црвениот крст Охрид. Инфлацијата и глобалната економска криза дополнително ја влошуваат состојбата, а според хуманитарните организации, бројот на социјално загрозени лица е во постојан пораст. Станува збор за семејства кои се потешко обезбедуваат храна, лекови и основни услови за живот. Секогаш имаме нагорна линија, за жал, како што се движат годините, секоја година имаме и различни семејства кои што доаѓаат. Не можам да кажам дека тоа е некој голем број, веројатно тоа се должи на одливот, односно иселувањето на населението во Охрид, меѓутоа сепак некоја бројка од околу 900 семејства во Охрид бараат помош од Црвен крст. Во вакви услови донациите и хуманоста на граѓаните стануваат клучни за опстанок на најранливите категории. Црвениот крст апелира на солидарност и поддршка, нагласувајќи дека секоја помош, без разлика колку е мала, значи многу. Што помалку да имаме потреба од донации, меѓутоа доколку се појави потребата, тоа е неизбежно, во таков свет живееме, би сакала да упатам апел и до граѓаните, и до фирмите, и до сите институции, во зависност од моменталната потреба да се приклучат кон Црвениот крст, кон нашите хуманитарни акции, меѓутоа да се приклучат и како индивидуи, како лица, значи и волонтирањето представува еден вид на донација. Охриѓани се хумани, донираат и активно се вклучуваат во хуманитарните акции. Најчесто се донира половна облека, мебел, но согласно потребите, граѓаните се одзиваат. Можам да кажам дека охриѓани од секогаш биле и се уште се хумани, солидарни граѓани и секогаш имаат сенс кога се работи за донациите. Најчесто донација на половна облека, мебел, по потреба и донација на храна, средства за хигиена, парични средства доколку се работи за одредени такви хуманитарни акции. Секогаш доколку се работи за здравствена состојба, посебно на деца, никогаш сме немале проблем во тој поглед, да и би сакала што помалку такви акции да имаме, а повеќе да сме насочени кон социјално ранливите категории. Од организацијата потенцираат дека потребите растат од ден на ден, а хуманитарните акции се единствениот начин да се ублажи социјалниот притисок врз најзагрозените. Општина Охрид за буџетската 2026 година, согласно програмата за социјална и здравствена заштита, предвидува еднократна финансиска поддршка на семејство кој има дете со најтешка форма на попреченост во училишна возраст, кој не е корисник на стипендија или друг вид на поддршка од општината. Средствата треба да се наменети исклучиво за поддршка на деца кои се на училишна возраст, но поради степенот на попреченост не се во можност да посетуваат настава и се лекуваат во домашни или болнички услови. Предвидената финансиска поддршка изнесува 15.000 денари по семејство. За оваа намена во буџетот на општина Охрид за 2026 година се предвидени вкупно 150.000 денари. За начинот на пријавување и потребните документи повеќе информации може да се добијат на веб страната на општината ohrid.gov.mk. Потребните документи треба да бидат доставени најдоцна 20 дена од денот на објавување на јавниот повик. Со цел подобрување на безбедносната состојба во сообраќајот, полициската станица за безбедност во патниот сообраќај Охрид ќе ги интензивира контролите кон сите возачи на моторни возила, а посебно кон возачите на моторцикли, мопеди, велосипеди со помошен мотор, трицикли и четирицикли. И према оние возачи кои не ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, ќе презема репресивни мерки согласно законските овластувања.
Од СВР Охрид подсетуваат дека согласно кривичниот законник управување моторни возила без положен возачки испит ќе се санкционира согласно членот 297а и возилата во содејство со основното јавно обвинителство Охрид ќе се одземаат согласно член 300б, пошто против возачите ќе биде поднесена кривична пријава. Од секторот за внатрешни работи посочуваат дека при сообраќајните контроли извршени во изминатиот период затекнати се малолетници и младинци како управуваат мопеди, моторцикли без положен соодветен возачки испит и учествуваат во сообраќајот, а неретко поради невнимание предизвикале сообраќајни незгоди кои завршиле со смрт или тешки телесни повреди. Поради тоа, со цел спречување на овие појави, од СВР апелираат до родителите или старателите во семејната заедница, како и од страна на наставниот кадар во средните и основните училишта, на младите лица да им се укаже на последиците од непочитување на сообраќајните правила и прописи, односно децата да не управуваат моторни возила, моторцикли и мопеди без да имаат положено возачки испит, а тие што имаат положено испит да ги управуваат моторциклите и мопедите со носење на заштитен шлем кацига, со почитување на сообраќајните правила и прописи. Посебно до наставниот кадар упатуваат апел за нагласена едукација за безбедно учество во сообраќајот. При сообраќајните контроли извршени вчера од 11 до 17 часот, од СВР Охрид посочуваат дека согласно кривичниот законник одзеле 3 мопеди, а против возачите ќе бидат поднесени кривични пријави. Во време кога секојдневието е се побрзо и понапорно, хуморот станува неопходен дел од животот. Денес на 1 април се подсетуваме дека хуморот не е само забава, туку и начин полесно да се поминат животните предизвици. Смејата го подобрува менталното, а со тоа и физичкото здравје. Според актерот и комичарот Стрезо Стаматовски, луѓето со развиена смисла за хумор полесно се справуваат со секојдневието. Јас би рекол дека денес, и не само денес, имаат предност луѓето со висока развиена смисла за хумор. Така да мислам дека доста лесно се пробиваат низ овие тешки времиња точно таквите луѓе и се поприфатливи за општеството и за секој еден од нас. Денес публиката знае да препознае квалитетен хумор и не се задоволува со површна содржина. Охриѓани сакаат и умеат да препознаат добар хумор. Воопшто не е тешко да се насмее, воопшто не е тешко и да се расплаче исто така, меѓутоа мислам дека за се бара еден доста квалитетен материјал во позадина и охридската публика и не само охридската добро знаат да ја оценат што е нешто квалитетно или што е нешто што го нарекувам јас како швепс комедија, кое што поминува и не ништо разбранува во нас, така да. Во време на стрес и динамичен живот, хуморот има подлабока улога да ни помогне полесно да ги надминеме проблемите и да гледаме на работите од поинаков агол. Хуморот е многу важен затоа што, како што кажав и пред малку, многу полесно ги поминуваме оние пребрежја кои што ги имаме и животот ги носи и сите оние работи кои што ни се случуваат. А луѓето со развиена смисла за хумор имаат еден поразличен светоглед и го гледаат светот, би рекол, од еден поинаков ракурс. Подготвени се на се. Според комичарите, нема забранети теми за шегување. Тоа е индивидуално и субјективно. Според мене не. Ако јас кажам нешто кое што тебе ќе те навреди, проблемот не е во мене, него е во тебе. Така да мислам дека за се треба да се шегуваме, точно заради тоа не постојат теми кои што не смееме да се шегуваме. Па дури и во средниот век кралевите имале шутови до нив на кои што си така на нивна сметка се зафркавале и ги критикувале и саркастично кон кралот, па тој не ги обезглавувал. Така да нема тема со која што нема да се пошегуваме. Комедијата денес не е само форма на забава, туку и начин да се шири оптимизам и позитивна енергија, не само кај нас, туку и во светски рамки, а на денот на шегата потсетникот е едноставен, да се смееме повеќе, дури и кога не е лесно. На 2 април со почеток во 19 часот во просториите на Филмскиот институт ФИОФА Охрид во рамки на програмата на Кино Четврток ќе се одржи вечер на кратки филмови, посветена на локалните автори и нивните филмски приказни. Публиката ќе има можност да проследи избор од 6 кратки филмови кои преку различни теми и пристапи го отсликуваат културниот, историскиот и современиот дух на Охрид и пошироко. На репертоарот се
Охридските пливачки легенди на Љупчо Паунковски, Раскажи песно Охрид, Охрид, убав мил на Илија Пиперковски, Начинот на чипа на Антонио Велјановски, колективот Архрид, Обичен херој на Јован Цветковски, Охридското кино Парадизо на Ѓоко Симјановски, Неми филмови на Димитар Димовски од Фокус Покус. Филмовите носат различни перспективи, од зачувување на архитектонското наследство, народната музика и спортските легенди, до интимни човечки приказни и сеќавања на кинокултурата во Охрид. Влезот за настанот е со минимум донација од 100 денари, а сите собрани средства ќе бидат наменети за хуманитарни цели. Кармен Боуцентар ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. Дуваше слаб до умерен ветер од северен правец. Максималната дневна температура се искачи до 8 степени. Утре во Охрид времето ќе биде облачно со повремени врнежи од дожд. Утринската температура од 3 степени, а максималната дневна до 8 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од 0 до максимални 12 степени. Во петок и сабота времето ќе биде променливо облачно со услови за слаб локален дожд. Во сабота ќе дува засилен повремено силен ветар кој наместа ќе достигнува и над 70 км на час. Од недела следува период на претежно стабилно и потопло време.